малува на 12 спрема 10, 50 секунди до крајот. Ние ќе бидеме со ракометарка помалку, уште 1 минута и 45 секунди. Меѓутоа добро е сега да постигнеме погодок. Покажавме дека во моментите кога беше исклучена Бујанова, на 2 пати успеавме да реализираме. Андрушенко, забележувам, во игра, оди на десната крилна позиција, бидејќи Малахова разбирливо е надвор од игра, исклучена 2 минути. Ферзалиева, 25 секунди до крајот, 9 метри за нашиот состав и Калиниченко е на теренот. Погледнува кон семафорот, дали Кастратовиќ ќе преземе одговорноста, се бара позиција. Калиниченко оби да испилотира прекршок, ќе има исклучување. Дали со број 14, токму така. Ковач ќе оди 2 минути надвор од игра, меѓутоа бидејќи не беше упатен удар кон голот, ова ќе биде прекршок за 9 метри. 11 секунди остануваат до крајот на полувремето. Ќе успееме ли брзо да реализираме? Во секој случај 48 секунди, односно токму така 48 секунди ќе имаме предност од ракометарка повеќе откако ќе истекне во второто полувреме казната за Наталија Малахова, меѓутоа добро би било барем со 3 гола разлика да заминеме на одмор. Уфрлена топката во игра, Бујанова, Трзалиева, 8 секунди, Бујанова, Кастратовиќ, нема простор да се мине и да видиме во меѓувреме не е запрено времето на семафорот, токму така сирената означува крај на првото полувреме. А судиите Кохут и Долец покажуваат дека останува нашиот шампион да изведе уште удар од 9 метри, како што и можеше да се претпостави. Максимално тежок, исцрпувачки надпревар на нерви. Бие Бујанова само во добро поставениот блок. Крај на првото полувреме. Почитувани гледачи, 12 спрема 10, Кометал ја достигнува она разлика што го води до освојување на големиот пехар на Европската ракометна федерација. Само ќе потсетам дека на 2 пати Кометал имаше предност и од 4 гола, 6-2 и 12 спрема 8. Меѓутоа еве со 2 гола повторно во една мини серија, Херц се враќа во игра и на одмор заминува со 12 спрема 10. Не знам дали имаме можност да ја проследиме атмосферата на плоштадот Македонија во Скопје, како таму се проследи првото полувреме. И во секој случај и повторно сме во салата на Кале по една релативно помирна атмосфера, да се подсетиме, бидејќи е апсолутно разбирливо во текот на преносот не можеме да информираме, јајќи предвид дека темпото на играта и резултатот го
диктираат и она за што ќе ве информирам, меѓутоа верувам дека е ова вистинскиот момент, додека можеме разбирливо да следиме и каква е атмосферата на площ. И како што најавивме, повторно во салата на Кале, прекрасна атмосфера, едноставно тешко е да се движи човек тука низ публиката, од тука и колешката Андреевска со сериозни проблеми да дојде до своите соговорници, а обезбедувањето забранува и да се спушти долу на теренот, веројатно по налог, реков, на Европската тројка. Делегатот Франтисек Таборски од Чешка, представникот на извршната комисија на ЕХФ Јозеф Амбруш и членот на надпреварувачката комисија Никол Гундолф, кои се задолжени за се што ќе се случува во салата, меѓутоа имавме можност да бидеме присутни на првото полувреме, но на фантастична атмосфера. Верувајте, почитувани гледачи, барем според она што можам да го забележам, ниту една цигара не е запалена во салата, ниту еден предмет не е фрлен на паркетот. Организација, дуел како што може да се посака, а веруваме дека токму овие звуци на химната на Кометал ќе се слушаат долго време во ноќта, откако ќе ги проследиме и вторите 30 минути од надпреварот по кој Кометал ќе стигне до толку посакуваниот трофеј во Лигата на европските шампиони, до големиот пехар кој ќе ги краси витрините на нашиот најтрофеен клуб. Според она што досега го прикажаа нашите девојки, тоа ќе биде сосема заслужено. Влегуваат со предност од 12-10 по второто полувреме, но ќе биде и натаму многу тешко. Обата состава со по една исклучена ракометарка, бидејќи Малахова уште 45 секунди кај нас, а Ковач во противничкиот состав уште минута и 29 ќе бидат надвор од игра. Значи 5 на 5 на паркетот, не вклучувајќи и голманите. Перзалиева се обиде, меѓутоа Шугар успешно интервенира, четврта успешна интервенција за Тимеа Шугар. 20 репрезентативни настапи на 24 годишниот прв голман на унгарскиот состав. По 18 секунди ние ќе бидеме комплетни, меѓутоа ќе успееме ли да го запреме нападот Шити Фаркаш. Можност од крилна позиција, меѓутоа Дину прекрасно интервенира. Дора Лови немаше многу минутажа во првото полувреме. 11-та интервенција на Динуа, гол на спротивната страна за водство од 13-10. Кој друг ако не ракометарката која фантастично го започна и првото полувреме. Индира Кастратовиќ, шести погодок. Ние сме комплетни, водиме со 13-10, 40 секунди до комплетирањето на тимот на Херц. Ќе успееме ли да се одбраниме? Фаркаш до Шити. Лови нема да влезе овој пат на шут. Чупич интервенира во одбраната, ја оддалечува Шити. А Калиниченко прави прекршок за 9 метри над најопасната Агнес Фаркаш во една неефикасна во противничкиот состав со 3 постигнати погодоци. Кај нас дефинитивно тоа е Кастратовиќ со 6 гола, Малахова постигна 3. Обид на Бенијач не успева, меѓутоа по 7 секунди ќе биде комплетен тимот на Херц. Публиката бара пасивна игра, бидејќи одат на изнудување на прекршок противничките ракометарки. Се враќа на пилотменската позиција Илдико Падар, значи по 2 минути еве игра во второто полувреме, комплетни обете екипи. Да видиме, Шити бие гол. Малку простор, доволно за 13-11 со вториот гол на Естер Шити. Ние сме во напад, 2,5 минути игра во второто полувреме. Повторно ќе подсетам дека како и што се очекуваше, ова ќе биде тежок надпревар. Покажа Херц дека е голема екипа.